Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 75 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Повторно имам документи, што значи дека повторно ќе има добро интервју. Ова интервју ќе биде подобро од интервјуто со Пандов. Интервју со Солза Грчева трае 75 минути, најтврдо интервју во оваа телевизиска сезона 2020-2021 година на серијалот емисија во Центар, значи трае 75 минути. Останете со нас, интервју со Солза Грчева, сигурно нема да зажалите. Добар ден. Добар ден. Како сте со здравје? Бидејќи има многу шпекулации, многу мабети дека сте сериозно болна, дека имате Паркинс и така натаму. Како се здрави? Откажавте една дебата на една национална телевизија, или од таму почна сите тие шпекулации дека Не, таа дебата ја откажа заради тоа што имав некоја настинка многу акутна, но знам на што алудирате. Тоа е ова тремор, тресење на главата, кој што е приметно. Едни го тумачат со Паркинс, бидејќи не ги знаат симптомите на Паркинс. Да, после секој интервју со вас, или пак нервоза, па ми вика чувај здравје. Не, дека се со Паркинс, после секој интервју со вас, нели коментарите доздолу се дека... Значи, да има Паркинс, немаше да можам ни да гостувам кај вас. Ке ми требаше тешка терапија за тоа. Се работи, значи, за една најпроста бенигна работа, дистонија на едниот вратен мускул, кој што е последица, бидејќи сум била помислење и во Белград, ке врвен специјалисти и во Франција, бидејќи е навистина непријатно пред се за мене. Ви прави проблем во нормално живот? Не ми прави проблем навистина, повеќе им прави проблем на оние кои што гледаат, па не им е пријатно да гледаат. Видливо е тресењето и на рацете и на главата. Тоа е нешто што не можете да го избегнете кај нас. Дистонија на мускул, бидејќи јас сум играла ракомет долго време, го тумачат дека едната страна ми е позатегнат едниот вратен мускул од другиот, тоа е едното објаснување. Се живее со тоа? А другото, тоа не е уопште болест. Тоа не е болест, него не е смешно. Другите ви прогредира, а другите го тумачат како други доктори. Имав една неуспешна операција, најбенигна на слепо црево во нашиве врвни болници, каде што ми беа сошиени сплет на нерви, па примав многу јаки антиневралгични лекови, во кои што пишуваше дека као последица може да се појави тремор на главата. Сега лекот за тоа е 5 пари, тоа се 2 инекции кои што се ставаат во вратот, кои за жал некадарнициве наши во нашево немокно здравство не можат тоа да ми го направат, нема врата на која што не сум тропнала. И на 3 месеци треба да одам во Белград на неврологија да ми ги стават во ходник, ми ги стават за пола минута тие инекции, кој што за едно 70-80% го намалуваат тој тремор. Заради ковид ситуацијава 4 пати прескокнав да отидам во Белград, дури нек ни стигнав, но сака време да почна да делува таа терапија. Значи не се работи за никаква болест. Да, ние снимаме веќе долго време со вас. И последните 2 години е приметно дека нели имате тресење и дека тоа има и добро е што ме прашавте да се расчисти таа маго. И тоа реално има прогресија, да бидам реален. Има прогресија заради тоа што ви велам. Малце ми е непријатно нели кога ве прашуваме, исто ми е непријатно ко пријателка кога ве гледам како тоа рацете ви се враат од главата и така. Прогресијата е заради тоа што поради короната 4 такви третмани ги пропуштив во Белград. Значи не е Паркинс. Да си одев, каков Паркинс. Бев кај врвниот професор Костич, кој што е председател на Српската академија на науки, врвен експерт за Паркинс. Експерт за Паркинс. Врвен експерт за Паркинс. А што ве натера, например, да поидете? Од страв. Исто така и јас се способнемав да не нешто се случува, да. Тој уште веднаш рече да заборавите одма. Ништо ово nije. Чак не е есенцијални тремор. Бидејќи тоа е непријатна работа, ако имате стално вграден тремор. Не, ова ви е дистонија на едниот вратен мускул и тоа вика кај нас по десетици луѓе дневно доаѓаат на такви инекции, третмани и многу млади луѓе. Минатиот пат кога бев имаше луѓе од 30-40 години кои што ги примаат тие третмани, повеќето спортисти бивши. Значи вие сте бивша спортистка? Не е Паркинс? Не. Тука е тремор? Тотално или од операција на слепо црево? Безопасна работа. Или некоја спортска повреда? Да. Добро, тоа го расчистивме. Гледам, фризура сте направиле? Не успев денес да отидам, да. Или тоа пред секој интервју одите на фризер? Да.
Статистички, пошто вие сте математичар, колку е поголема веројатноста на фризер да се заразите со COVID или ако ви влезат од пописна комисија дома? Видете, јас одам ке една фризерка. Добре, пописна комисија ќе биде една. Не, тие ќе шетаат по разни куќи, не. Статистички биде ќе ви на фризер не ми е пријатно кога одам, право да ви кажам срав ми е, но верувам во... Вие напишавте на 21 јануари. Верувам во интегритетот на мојата фризерка, која што дезинфикува се, која што прави пауза помеѓу своите клиенти и така натаму. Тие веројатно примат по 30 луѓе на ден. И втора работа, да ви кажам, тоа е типично женска особина, ако сакате. Еве во не се излегува без фризура кај нас. Во Гевгелија, например, од фризерски салони се расшири короната и се расшири заразата. Затоа велам статистички, кој е поголема веројатноста на фризер, кај што идете направите за интервју фризура, или ако ви дојде пописна комисија дома, бидејќи велите веднаш да ви кажам на пописната комисија, кај мене да не доаѓа, врата нема да има отвориме, нам ни децата не смеа да ни влезат дома, а не пак на некои непознати кои шетеле од куќа во куќа, нема шанса. Така е, апсолутно. Се го идете на фризер, значи се одите на фризер. Ама одам ја еви кај вас на емисија. Кај што веројатноста се заразите многу поголема. Ама ја знам дека вие сте прележале ковид, дека најверојатно имате имунитет и затоа сум дошла и зборувам без маска. Не знам дали сум прележал, пошто сум бил негативен на тестови. Но дел на фамилијата има прележано, јас се претпоставувам дека асимптоматски сум можда. Значи тоа си ја ставам ја маската. Не мора да ставите, значи од мене среќата имат луѓето така. Не знам. Јас се доста не е за смеење работата Васко, е многу сериозна, моето семејство се болни. Да. Детето, синот, внучето, сите се болни од корона. Зошто проблематизирате пописот? На фризер не можам да не отидам кога одам на емисија, но одам кај еден лич човек секојаш кој што многу внимава на протоколите. Зошто го проблематизирате пописот? Не го проблематизирам пописот. Еден од најгласните противници на овој попис. Дека сум гласна со еден статус на Фейсбук. Не само статус, вие и на дебати, и на разни настапи на телевизија така натаму. Дадов јас аргументи зошто ако треба ќе ги повторам. Затоа сте викнати. Имате став дека пописот треба да биде одложен или да не биде спроведен вака како што. Барем за 5-6 месеци. Тогаш ќе дојдат локални избори. Па нека бидат после локалните избори. Па не може би статистичка варијанта дека попис се прави април, октомври, значи ако не биде сега април, и ако не може да биде октомври поради локални избори, треба да биде април наредната година. Зашто кај го пишува тоа во камена уклесано? Па ние сме земја кој што 20 години нема попис. Господи Грчева, сега мораме во пандемијава да го правиме. На економски факултет се добиваше петка, ако вие кажевте дека попис се прави во мај или се прави во јуни. И Славе Ристовски и така натаму, значи добро, тоа е заради луѓето што се иселени. Не. Тога се смета дека е најмалку мобилно населението април, октомври. Заради летни одмори и заради водошни одмори и така натаму. И дека треба попис да се прави. Значи ние сме добиле петка на економски факултет, ако сме кажале или ако не сме знаеле кога се прави попис во една држава. Така да ако не е сега април, а октомври не може поради локални избори, тоа ќе биде април наредната година. Што видите, може и да се одложи, хај не мора. Чекайте, колку години се одложува овој попис од 2002, немаме попис. Имавме ние обид за попис 2011. Да, 11 го прекина од политички причини. Бидејќи ќе испаднеше 3 милиони дека живеат луѓе во Република Македонија. Да, и сега ќе испадне така, околу 2 милиони и 700. 7 до 8 милиони пари се потрошени, 7 до 8 милиони евра, и целата документација и пописен материјал е изгорен во Дрисла, значи да не се види што е направено. И се води случај пред специјалното јавно обвинителство или поранешното специјално јавно обвинителство. Јас го слушав Христо Мицковски на неколку телевизиски дебати, кај што него му единствено проблематично ако испадна 2,5 милиони. Таа формулација вие сега употребувате. Ако испадна 2, нема да испадна 2,5 милиони. Зашо би испаднале 2,5 милиони? Прво, не знам што Христијан кажува како аргумент, но да ги кажам јас собствените аргументи зошто. Прво, COVID, кој што не го сметам така за лесна работа и на вистина, тоа не е само мој став, тука е ставот на моето тесно семејство дома. Значи, мојот сопруг нема да им отвори врата, што воопшто не е во политика. Што не оди на фризер. Што не оди на фризер. На фризер, добро. Значи, тој не мисли да отвара врата. Вашиот сопруг има право, бидејќи не оди на фризер, но вие рескирате. Има право, затоа што е паметен човек и не мисли на непознати луѓе да отвара врата.
Ние не им даваме на Грча. собствените деца да пречекат. Реално се плашите дека ќе се заразите. Реално се плаши. И дека Реално се тоа плаши. треба да е Ја причина во својата куќа за се одлагање дезинфицирам секој одлагање ден. на пописот. Тама ќе влезат луѓе на 10-15 минути, ќе ве попишат 10-15 минути по половина сат седат. Па толку трае отприлика, ако не им дајте кафе и сладко, ќе се заминат после 15 минути. Не. Во мојата куќа нема да влезат. Васко, вие примете си ги слободно. Во мојата куќа нема да влезат. Не работа дали јас ќе ги примем. Не. Влегувате во еден филм кај што се проблематизирате. Не се. И од се правите проблем. Гледате. Не. Ако влезете во еден таков филм, од Бойкотирам 2018 година, кај што негирате Чекайте се, што има врска бойкотирам со ова. Сам да кажам дека секоја операција во државата, една група на луѓе, една група на политички чинители ја проблематизира. Не велам дека тоа не е оправдано, туку ја проблематизира. Тога знаете едноставно на народот им доаѓа им збоктисува да велат аман па ништо не им чини, ништо не им одговара. И мислам дека сте влезени во еден таков филм кај што почнувате на луѓето да им бидете досадни, бидејќи се нешто ви смета. Вас на опозиција и така мојата улога не е да бидам интересна. Добро. Нити се служам со псовки, нити да бидам клован, нити арлекин некаков. Туку мојата позиција е многу јасна, во смисол дека јас верувам на наука за разлика од многу други луѓе, еве мојот хендикеп е можеби тој. Јас на вистина се плашам од пандемијата. На вистина имам голема жал за 3000 луѓе кои што починаа и кои што допрва ќе починуваат. Ние сме правили емисија пред 4 или 5 години. Но постојат и други аргументи против овој попис. Сакам за за тој сакам и јас да ви кажам, ако ми дозволите. Вие се плашите дека албанците ќе бидат повеќе. Не го врзувам тоа со албанците никако. Ние сме правиле интервју, односно емисија сме правиле со вас и со Роза Каровска-Топузовска, тоа беше не дека пред 5 години, кај што први го отворивме прашањето дали со биометриските лични карти ќе се намалат пописните бројки на албанците. И дека поради тоа можат албанците да прават одредени проблеми, да ги проблематизираат сите пописи и така натаму, и поради тие биометриски лични карти, вие видовте, од кога Груевски ги воведи биометриските лични карти, бројот на албанци кои гласат на сите избори во Република Македонија се намалува. За очекување е дека ако се намалува бројот на луѓе кои гласат, дека ќе се намалат и бројот на луѓе кои се попишуваат во Република Македонија, токму поради тие биометриски лични карти. Затоа ја прашувам, од каде е стравот? Нема страв. Погрешен термин употребувате. Добро, колку вие едно време ли цитиравте? Колку мислите дека има? Јас не се плашам од операцијата попис. Колку вие мислите дека има албанци во Република Македонија? Ама јас не го врзувам пописот со бројот на албанци, тие го врзуваат. Значи тие јасно кажа званичници нивни дека ако се под 20% не го признаваат, другиот рече под 25% не го признаваат, третиот под 30% не го признаваат. Прво едниот беше па сега ве прашувам јас, дали јас како македонка имам право да кажам дека под 72% ако испаднат македонци не го признам, бидејќи толку имаме издадено државјанство македонски. Дали имам тоа право да го кажам? Немам. Првиот беше Арбер Адеми, поранешниот министар за образование, кој рече дека под 20% тој не го призна пописот. Па како смее тоа да го каже, ако е статистичка операција? Па се појави Али Ахмети, кој рече дека под 25% нема да го признае пописот, па се појави Изет Меджити, која крена летвичката некаде до 30%. Па тоа ви кажува дека станува збор за лакрдија, обична политичка лакрдија, а никако статистичка операција. Иако пред 3 или 4 години имаше едно интервју на Мендух Тачи, кој велеше дека има такво масовно иселување кај албанците во Република Македонија и дека тој се плаши дека сега бројката ќе биде под 20%. Тоа е значи изјава на Мендух Тачи дадена некаде пред 4 или 5 години по телевизиски настап. И Христијан Мицховски коментира колкава ќе биде бројката на албанци во Република Македонија. Некој да коментирам таа бројка, ако е статистичка операција, тогаш тие луѓе немаат право да велат ќе го признам во овој или во оној случај. Па тоа не ви мирисе на политиканство, тоа не ви мирисе на договор. Значи гледате, ви смета Али Ахмети кој збори за бројки, па ми смета, а не ви смета кој коалициониот партнер потенцијален збори за бројки. Па вие нели ќе коалицирате со Христијан Мицховски? А кој ви го рече тоа, ви потврди некој нешто? СДСМ и сателитите мораме да ги поразиме. Така е. Ова е ваш статус. Така е, апсолутно. Можам да го цитирам. Понеспособна влада до сега не сме имале. Значи ние спориме дали ќе коалицирате или нема да коалицирате. А спомнате ВМРО внатре. СДСМ и сателитите мораме да ги поразиме.
кажеме, веќе на следните избори. Така е. Веќе се работи да се спаси жива глава и да Така се е. спречи тонењето. Зато обединување на целата опозиција. Така е. ВМРО влегува во опозиција или не влегува? Влегува. Па значи сакате да коалицирате со Значи, ВМРО да помане. ние не сме дискутирале со ВМРО на таа тема. Сте имали ли средба со Христијан Мицкоски? На тема ова не. Дали сте имали На средба? тема Дали сте обединување имали не. последните За 3 сосема друга работа. Дали сме пред имале. изборите во Штип сте имале средби со Христијан Мицкоски? Сум имала една средба неврзана со обединување. Немалку една, а има информации дека и повеќе. А не, погрешни Дали- информации, дали- значи ја ви ја кажувам точната информација. Дали во штабот, Но дали, јас сум имала. дали во штабот на ВМРО ДПМН сте имале средба пред локалните избори во Штип со Христијан Мицкоски? Видете, јас знам дека имате таа информација, јас ја споделив со вас таа информација. Не, јас имам информација од 5 други места. Ама не јас верувам, не ви кажав дека не верувам никогаш имав на такви Грчева. Значи после 25 години новинарство, вие не верувате во никој. Ако од 5 места не ви е потврдена информацијата. Вие сте имале средба со Христијан Мицкоски. Да, као и сте што сум разговарали. имала со И ви- Бачев, као што сум имала со Јорго Огненовски, значи, као што сум Грчев, имала со Горан Зафировски, Сега као што сум имала и со Петре Богоевски. Немојте да ја дефокусирате темата. Ама зошто вие само ВМРО важи? Па ВМРО и СДСМ се двата столба на политичката сцена. А така ги гледате, значи никој нема шанси никогаш да дојде на власт освен тие две Па вие номенклатури. велите СДСМ и сателитите. Тоа е Да, ваша формулација. тоа е сегашната власт. Зашто не напишавте сателитите и СДСМ? Бидејќи давате предимство на СДСМ. Не, тие се стварно сателити и затоа Па добро. сум им го дала И вие- местото што им И припаѓа. вие како мали партии сте сателити на Не, ВМРО или да на сакавме, СДСМ. да сакавме, ќе бевме во коалиција на парламентарните избори. Па затоа поминавте. Овие се луѓе кои што никогаш не излегле сами на Затоа избори. поминавте така лошо. Да, заради Освоите- изборниот законник, заради освоите- кражбата А кој ве и така крадеше? А натаму. кој ве крадеше Грчеве? Па веројатно здружна кражба се случи на нашите. Здружена кражба Да, на да. СДСМ и на ВМРО да помане? Апсолутно, мислам како дека сега е ќе тоа коалицирате со ВМРО, ако ВМРО со СДСМ здружено во името крадено? Чекајте сега. Не сигурно. Ние не можеме да гледате измислиме други партии на нашава сцена, А политичка, сега од не овие што можете. се. Па нели пред 2 минути му обидувте зашто СДСМ го планцира ВМРО да помне. Не, не. Сега не можете да измислите други партии. Не можеме, затоа Добро. што фалинки има и во третиот блок. Ние ве разговараме 5-6 месеци со Грчо, ги. партии од третиот блок. Еве ги бројките, што ги освоихте на изборите. Ама не ми ги кажувајте, мислам ги знам. 0,31% сте освоиле. Тоа ви се верува вас? Ги знаете, Да, ми се верува. ги знаете рейтинзите Да, ми пред се- Да, ми се изборите? верува, бидејќи потонавте пред изборите. Колку? Бидејќи изгубивте Колку? енергијата. Од 4,7 на 3,5. Во бројка, апсолутно, значи глас за Македонија освоила 2802 гласа. Ама немајте ве молам, 14.000 украдени само во ДИК. Дури овој од ГДУ, па тоа ви се Петре Колев, верува вам. има 3555. Ама тоа ви се верува Значи вам. бугари во Македонија гласале повеќе Ама за сега, Петре Колев отколку што македонци во Македонија гласале за добро, Грчева. сега, знаете, таквите аргументи не ги очекував од вас. Ама сега јас не Бидејќи можам, знаете јас не можам дека не можам да ги фризирам. 14.000 гласа се само во ДИК украдени од глас за Македонија. Кој беше председател на ДИК Грчева? Не знам кој беше, Дерковски беше, Оливер меѓутоа Дерковски. тоа е цела една на чив предлог беше групација Оливер таму. Дерковски? На ВМРО ДПМН. На ВМРО ДПМН, меѓутоа Дали не ВМРО украл само ДПМН, Дерковски. дали ВМРО ДПМН после падот на компјутерскиот систем, следниот ден после изборите на 15 или побар оставка од Дерковски? Не, напротив, дури Мицкоски на Јас чекам пресконференција, дури во Мицкоски обвинителство разрешница за дури Дерковски Мицкоски рече дека да се видиме задоволни. зошто го промени системот недела дена пред Дури избори. Мицкоски рече на 16 јули дека се задоволни од работата на Оливер Дерковски и не размислува тогаш Па ние не на сме 16 задоволни јули. од работата на Дерковски. сега- Ја чекам судска разрешница за промена на И сега јас системот. прифаќам дека СДСМ или нивните сателити се штета и зло за Република Апсолутно, Македонија, апсолутно. но не очекував од вас дека вие ќе влезете во коалиција со ВМРО со партијата. Ама влезена ли су? Па добро, вие се понудивте. Сега Не. зависи од нив. Повикувам на обединување кој што повика Левица, повика и ВМРО, повика Огненовски, Јорго, демократи, повика, сите Зошто не повика. отидовте, например, на изборите во Штип? Легитимно е, имате плюс По тоа. пандемија да идам на памет не ми паѓа луѓе како не разбирате. Значи не ми паѓа на памет да идам на уштедни наместени избори. Ако пандемијата трае и во октомври, ние нема да одиме ни на тие избори.
Пазете. Видите, Значи на глас на Македонија не му е целта да се дојде на власт. Да ви кажем, со овие бројки. Целта ни е, да ви кажем, со овие бројки не треба не дојдете на избори. Стварно. Па да. Па не Ама и не треба, па зашто не треба дојдете на избори. Мислам, видите, многу сериозно ќе дестабилизирате политичкиот систем ако 2008. Значи вие мислите дека Солза Грчева и Глас за Македонија се лоша партија и штетна партија за Македонија, така? Ја мислам дека сметате дека ГДУ и интегра со брзиот воз и со безгравитационата соба се подобри партии за Македонија. Па тие не беа украдени бидејќи беа кловнови на оваа сцена. Гледате, Грчева, јас само тие не беа украдени, немаше зошто да бидат украдени. Јас ги читам бројките. Вие сте освоили 2802 гласа. Тоа во проценти е 0,31%. Свадба да сте правеле, сум го слушала ова од Горан Милевски за свадбата. Мислам, навистина е срамота со свадбата. Уште ли ви Горан Милевски во главата? Не ми е, знаете, до толку ми е во главата што се мислам тужби и колку да му поднесам. Бевте пред 4 дена на дебата. Да. Ве прегази на таа дебата, излеговте од контрола. Не можевте да се исконтролирате. Прв пат ве видов така нервозни, повторно ве сега гледам. Затоа ве прашав дали сте од Паркинсболна, бидејќи сте премногу нервозна во овој период. Бидејќи не се контролирате во јавните настапи. Не сум нервозна, значи ова тресење на главата не покажува нервоза. Затоа ве прашав. Затоа и ви објасним дека не станува збор за нервоза. Немате потреба. Мртва ладна сум. Значи јас не сум ви непријател. Глас за Македонија не треба да биде партија на власт и не сакам да биде партија на власт. Доволно ќе биде ако нашите идеи преточени во најдобрата програма направена во овие 30 години во Македонија допрат до што поголем број на луѓе не мора уопште во власт да биде. Но факт е дека овие неспособни, овие кои што го потонаа бродот треба да се тргнат и јас ќе направам се да бидат тргнати. Апсолутно. Тие се неспособни. Јас се согласам со вас. Малициозно неспособни. Не, добро еве малициозно неспособни. Тие се неспособни, не знаат да во државата. Лидер на партија кој ќе освои 2800 гласа, тоа во процент изнесо 0,31%. Со во изборен законник ви зборите, со во избирачки процес. Е способен или неспособен лидер? Сакате да кажете се тргнам, па ја неколку пати сум понудила да се тргнам. Ако со овие малициозно неспособни, вие сте малициозно способна или малициозно неспособна, бидејќи сте освоили 2800 гласа. Очигледно не сум. Очигледно не сум способна. Зашто ги навредувате тога сите? А не кажете, мене не ми бива, не уништувам државата. Ама вие сте власт во вашата партија. Ако се овие неспособни, се согласувам со вас. И треба да напуштат власта. Вие сте исто неспособни и можеби треба да наместите челната позиција во партијата, бидејќи ова се мизерни бројки. Точно така. Тоа се мизерни, дури навредувачки бројки. Значи вие не признавате дека Глас за Македонија е украдена партија, тоа не признавате. Каде можам јас да признам? Не го гледате тоа. Јас не сум бил ни на терен. Немате ни примисла дека може да е украдена. Значи партијата не е толку вреди за вас партијата. На 2 дена пред изборите имавме 2 интервјуи, ако се сеќавате. Едното беше со вас, едното беше првиот човек на Интегра. Јас тоа го кажав во емисијата. Кај првиот човек на Интегра имаше многу поголема гледаност отколку што имаше кај вас. Одлично. Тоа е менталната матрица на овој народ и заслужува да се вари во млагите на Интегра. И тој помина лошо на избори. Освои 12.000 гласови, 6 Ама нему се украдени гласовите. 6 пати повеќе од Ама нему се украдени на него гласовите, бидејќи си имаше. Се сака да кажете друга дека СДСМ и ВМРО седеле таму и правеле стратегија како да украдат на изборите. Певе ќе ви кажам една реченица која што била кажана, Солза не смее да влезе во парламент. И некој Солза, се извинам, некој ќе седи и ќе губи енергија и време вас да ве спречи да влезете во парламентот. Зашто? Не, еве ќе ви кажам. Ама вие сте 2800 гласа. Еве да се вратиме на ова. Замислете, кој јас да седнам сега и да размислам за некој што има 50 прегледи на YouTube. Па не губам време. Тоа е небитна статистичка грешка за мене. Така сте вие за двете големи партии, небитна статистичка грешка. И са двете големи партии ќе сеат и ќе размислат за... Па ВМРО ДПМН со Војче Зафировски правеше пресконференција кога се договара, со вас не прави пресконференција. Па зашто да направи кога немаме коалиција? Па се нудите. Ние се нудиме. Па се нуди, па што е ова? Како да го истолкувам? Се нудите. Земете не во коалиција. Па тоа го викате на ВМРО ДПМН. Никако. Па еве како никако тоа не може да се толкува така. Со толка и букви болдирање. Не сакаме никој да не земе. Сакаме да направиме коалиција на равноправна основа. Зато обединување на...
Па зашто ќе се обединувате кон неговите на избори? Ма како, чекајте сега. Ама што е суштината на политичка партија? партија? Ама вие скокате на 30 прашања. Политичка Ајде партија ви одговарам е да се оди на избори. Од лидер. Вие останете лидер. Не. Ки имате Сакам 1500, нема 2500, 1500 Не, може и 200 да имам. Еми имајте. Имајте, пак ќе би тука. Пак ќе би тука. Ма не знам, бројките го кажуваат. Бројките покажуваат дека сум јас најлошиот лидер. Објаснете зашто сакате. Објаснете зашто сакате. Зашто лидер сакате да станете? Не сакам, сум понудила, нека потврдат и моите неколку пати сум понудила и на централниот на 31 октомври. Не ми прифатите. Значи вие сметате дека не може да водите партијата? Од кој аспект не ми дозволувате да ви кажете, како не ви дозволувате? Баш заради тоа што ми го импутирате. Јас не сум склон човек на компромиси. Сум тврда, сум нефлексибилна, може би да беше некој на моје место, ќе изиграше како овие Пајтон партии уште пред парламентарните избори. Па ќе се начукаше во коалиција со некој од големите и ќе си беа сега во парламент. И тоа е тоа што ја го гледам како сопствена грешка. Јас сопствената партија ја воведов на еден крут колосек, знаете, и за председателските избори, ни за еден, ни за друг. Никако. И едните и другите не чинат, нема зашто да поддржиме ни еден кандидат. Ја имав за тоа големи отпори во самата партија, некои луѓе ја напуштија заради неподдршката на Гордана Силјановска. И јас признавам дека сум тврда и крута. Може би ќе дојде некој друг кој што ќе биде, уште одма ќе може да се шалтне како Амди Бајрам, како Горан Милевски, како Лиле од Дом, како Павле, што одма ќе си влезат во коалиција и ќе си се прават пратеници. Тоа е мојата грешка. Тоа е мојата грешка. Меѓутоа, таа партија сум ја формирала јас и уште неколку луѓе. Само органите можат да кажат дали јас треба да се тргнам или не, а не вие. Бидејќи ние не го доживеавме ова као пораз, имавме информација од терен дека сме искрадени. Дека сме дебело искрадени. Дали ќе бидете лидер на партија или нема да бидете? Нити ме интересира. Не изгледа полесно ќе ви биде. Не, ама нити ме полесен ви иде муабетот за светлосните, како беше она возови со светлосна брзина и без гравитација со обаво кокино. Тоа ви е поблиску до размислувањето изгледа. Не разбирате. Не ми дадовте ни тогаш шанса пред избори да кажам барем еден дел од нашата програма која што беше револуционерна. Испаѓа дека сите сме ние виновни што вие сте потонален избори, што сте имали не сме потонален, не го сметаме тоа така. Ама 2800 гласа. Ама не го сметаме тоа така. Ама тоа е Титаник, па Титови леви сили имаше повеќе гласови на избори. И па што ви зборува тоа? Значи Титови леви сили пред 10 години. Ама дали тоа ми се верува дека може да е така? Ми се верува, бидејќи изгубивте супстанцата. Од што? Од све. Со што? Од све. Со што? Тоа ваше. Каде сгрешивме, например? Освен што немавме пари. И поддршка патрон немавме. И други партии немаат пари, па поставиле подобри. Не знам, имаат патрони многу добри. Вие се обраќавте на една публика, па после се обраќавте на втора публика, па се обраќавте на трета публика. И треба да сте политички велемајстор. Ние сме комплексна партија, ние бараме фундаментални промени во политичкиот систем, ние не сме еднонасочна партија. Треба да сте политички велемајстор, а не сте за да можете тоа така во краток временски период да го изменаџирате. Вие не успевте да го изменаџирате. Изгубивте боја, изгубивте мирис, изгубивте вкус и потонавте на изборите. И сте најголем губитник на изборите. И сега, наместо да пробате тоа да го санирате, вие сакате да ја поправите грешката и да влезете во коалиција со ВМРО ДПМН. Па тоа е уште поголема грешка, како да ви кажам. Значи, јас не можам да ве замислам во коалиција со ЗАЕД, не можам да ве замислам во коалиција со ЗАЕД, но не можам да ве замислам ни во коалиција со Мицко. Што би го спасувале вие сега Мицковски? Кажете ми една причина. А како ја би го спасувала таква минорна личност што вреди 5500 гласа? Па добри, Војслав Зафировски минорна личност па го спасува. Како би го спасува? Па е влезело во коалиција. Па е вашата теорија дека ние не вредиме ништо, ако не вредам ништо, како ќе го спасам некого? Па зашто го повикувате? Зашто барате? Затоа што ми е дојдено преку глава од оваа банда на власт. Кога го напишавте со Грчева? Тоа го напишав веднаш после емисијата со Горан Милевски, во која што видов една базична омраза, едно
Прегазено од една личност полуписмена. Ве молам. Дали сте биле вие на пресконференција? Прегазена, со лагите дека сум взимала мито, за кое што треба да одговара и ќе одговара. Со лагите во кое што ми вика, ти од кое семејство си, еј, пази мене, тоа ми го вика. Уште не можете се соземите. Ми вика, ништо не знаеш од твојата струка. Толку ли ве повредена? Толку ли ве повредена света? Толку ли не може да се сконтролирате? Толку. Не ми се случило после ниедна дебата да не можам 2 дена да се совземам. Значи, тоа беа толку долни што се, ви знаете, мене не може да ме повреди некој што е на моје ниво и кој што може со аргументи да разговара. Но една долна личност, со долни работи, при што не ви дава шанса да им одговорите воопшто, каде што морате да им довикувате недолични зборови, ја бев многу повредена, како да не бидам повредена. Јас тој го човек го знам од парламентот, тој беше на вистина за подсмев пратеник, на кој што 100 пати му реплицира, да седне бидејќи не го разбира законот. Сега му дале да биде министер, мисли дека фатил кој знае каква позиција, не знаеки дека преку од другата страна има човек со позиции кој што ги зафаќал, кој што не може да ги зафати никош, бидејќи, да речеме, во мојата професија позициите се многу повеќе од министер. Еве повторно го Стеф. Толку сте повредени. Да, јас сум емотивен човек, не сум робот. Дури, гледате, велите на емисијата не ви дале да кажете. Не ми да. Мислам, немаше можност, тој цело време беше агресивен. Па сте отишле дома, сте преспале и другиот ден сте напишале Facebook статус. И во Facebook статусот тие луѓе ги нарекувате монструми. Да. Тоа е ваш Facebook статус. Да, точно. Монструми. Тие се нели истата мантра ти Лидија Димова и тој и сите други. Тие се неписмени, некултурни, вие сте културна, писмени и така натаму, па сте преспали, сте напишале за овие лаги, Милевски ќе го тужам, јавно да каже дека добиле пари за подкуп, а не го пријавиле. Овие се монструми, мислите на Милевски. Овие се монструми, видите. Мислам на цела една гарнитура која што сега владее со СДС. Грчева. Тоа е едно крило, непрепознатливо, видите, Грчева. Кое што не може никој да го свари, нивната ароганција, нивниот безобразлук не може да го свари. Со тие монструми, значи вие сте учествувале на нивни трибини, настапи. Да. Дури со Нано Ружин сте преговарале да бидете член на ЛДП. Сум преговарала, ништо од тоа не испаднало. Значи Милевски е лидер на ЛДП. Значи луѓето кои се во таа партија го одбрале Милевски да биде начело на таа партија. Па не знам колку беше режировка, а колку беше... Значи еве го одбрале да биде лидер. Тие ги нарекувате. И што сега? Вие ги нарекувате монструми. И бидејќи е лидер, треба да имаме почит према него. Овие луѓе. Зошто вие немате почит према мене? Еве јас сум лидер на партија. Па Горан Милевски има 0,2% рейтинг ЛДП. Немојте сега. ЛДП има 0,2% рейтинг. Листо да ми го земате. Не, да ви го земам да видам што све имате извадено тука. Немојте листо да ми го земате. Вие сте биле 2014 година. Добро. Избрани да бидете пратени во Македонскиот парламент. Така е. Можем јас да ви прочитам кои се тие монструми во СДСМ со кои сте били на листи, така? Пазите, не се сите тие монструми. Јас можам да ви прочитам. Ги знам, не мора да ми ги Рената читат. Десковска Треневска беше министар за образование, па министар за правда, сега е во политичка пензија. Па Софија Куновска е критичар на СДСМ. И ја ценам исклучително. Стефан Богоев е градоначалник на општина. Исто така имам убаво мислење за него. Росифовски, Дуфе Куковски Тие се од ЛДП и од партијата на Тито Петковски. Да, Дуфе Куковски, by the way, еден збор не кажа во цело собрание. Солза Грчева. Во цел мандат. Па Лидија Димова е после вас, па Сафет Бишевец. За криминал осудена. Зашто сте? Сафет Бишевец премина во ВМРО, колку што знаете. Зашто сте прифатиле да бидете на листа со овие, ако не ги почитувате? Видете. Зашто сте прифатиле да бидете? Јас тие луѓе половина не ги знаев тоа. Знаете зашто не ги знаете? Зашто не сте били у СДСМ? Што ако не сум била во СДСМ? Зашто на мала врата? Што треба да растам ја у партија, да ме хранат у партијата? Повторно не се контролирате. Што ако? Повторно не се контролирате. Не, намерно гестикулирам да кажам колку е апсурдно ова. Повторно не се контролирате. Што значи ова? Тоа значи дека на мала... Некој што сум ги знаела, сум ги знаела. Некој на мала сум ги врата сте знаела. влегле. Која ви е таа мала врата? Ама не може Грчева све у животот доди на мала врата. Прв пат, кога се појавивте на избори сама, 2800 гласа.
0,31%. Добре, не знаев дека ви имате толку ниско мислење и за мене и за мојата партија. Ама немам. Не, ова ми е крајно изненадување, право да ви кажам крајно изненадување. Не го сакам да ве соочам. Ако ве боли тоа што сум направила повик за обединување на опозицијата, тогаш јасно поставите прашање. И на кој основи се обедините со опозицијата? Тоа што на кој основи може утре ќе се обединиме со ВМРО ДПМН. Но нема опасност од тоа дека многу ќе му помогнеме на ВМРО, ако тоа се плашите, бидејќи ние Солза е слаб лидер, кој што кажавте, Солза не освоила гласови. Значи нема потреба да се плашите од мене. Значи јас сум бил директор на телевизија. Добро, знам. Каде што се праќале пораки, вие да не гостувате на таа. Знам, тоа ми е јасно. Дали сте гостувале? Една година мене беше забрането да гостувам. Додека сум бил гостувам. директор, вие сте гостувале. Така е. Сте гостували у моја емисија. И пред вие да бидете директор, сум гостувала. И јас, и сега почнав се повторно. После средбата со Мицкоски, веќе 2 пати сте поканати тамо. Тоа е добро. За вашите, тоа е добро што ме поканија. За вашите тужби. Имавме 2 одлични емисии со Љупчо За вашите тужби, овие медиуми кои се финансирани од Унгарија, ги споделуваат веќе вашите статуси, вашите тужби и така натаму и така натаму. Ај сега да ве прашам. Што значи дека сте морале. Зошто Телма ме нема поканато 4 години? Сте морале да се договорите со Мицкоски. Не, јас ве прашувам вас зошто Телма ме нема поканато 4 години. А Телма ме викаа секој ден, од собрание ме вадеа за изјави, од физиотерапија ме вадеа за изјави, од Ситимол ме вадеа за изјави. 4 години Телма ме нема поканато. Ајде одговорете ми на тоа прашање. Што е помонструозно? Некој што една година не ве викал, па сватил дека сгрешил, па ве вика, или овие што конзистентно 4 години не ме викаат? Објаснете ми го тој феномен. Ај, веќе ви објаснам. Не свателе дека сгрешиле. Им наредиле да ве викаат. Ако те, мене ми е важен излезлел пред јавноста. Предходно им наредиле да не ве викаат. Така е. После средбата тоа ми е сосема јасно. После средбата со Мицкоски, кај што преговаравте за локалните избори во Штип. Не преговаравте ништо за локалните избори. Ние на 31 октомври донесовме на Централен совет одлука да не учествуваме на тие избори. Вие сте со потекло од Штип. Добро. Вашиот Војко Јацо Шопов. Не, Војко Чичко, брат на татко. Се извинам, значи вашиот Чичко Јацо Шопов, исто роден штипјанец, со углед во Штип, и му бевте неопходни на Мицкоски. Ја бев проректор на Штипскиот универзитет, еве додадам. И вие имате средба со Мицкоски, кај што се договарате за локални избори. Па дури преговарате по барање на Мицкоски со некои од кандидатите кои би можеле да бидат кандидати на ВМРО ДПМН на тие локални избори. Значи вие сте влезени до овде во преговори со Мицкоски, тука мајка Тереза некој ми глумите. Не, јас не знам. Зашто мајка Тереза? Јас отворено викам дека цела опозиција треба да се обедини. На што ќе се обедините? На база на некоја заедничка платформа. На која платформа? Имате ли заеднички став за пописот? Сте го слушали ли Мицкоски што збори за пописот? Ја не морам во седе имам заеднички став. Ама пописот е клучен. Мене ми е заедно. Не е клучен пописот. За мене не. За мене не. За мене заедничка платформа би почивала на неколку работи. Враќање на националните интереси на сцена, обрачун тежок со системската корупција, која што го изеде ова друштво, која што го избрка сите деца, и департизација. Ако се сложиме во овие 3 работи, не со Мицкоски, туку со сите со кои што преговараме, ќе направиме обединување. Значи, вие со Мицкоски ќе преговарате за департизација. Човекот кој завршил факултет кај тато, дипломирал кај тато, магистрирал кај тато. Тоа е непотизам, тоа нема врска со партизација. Докторирал кај тато, се вработил кај тато. И вие сега ќе преговарате со него да расчистите со департизација, со други... Ќе преговарам со сите за департизација, бидејќи ако не ја прифатат, не бараме ништо во тоа друштво. Ама се слушате ли? Втора работа. Емисии сте направиле за рамковниот договор. Емисии. Еден тон. И вашите тези... Јас за рамковниот договор? Па да, па со албанци ви биле најсилни емисиите, кај што велите 20% нема права и така натаму и така натаму. Не, тука се грешка, тоа е чиста импутација. Па јас сум снимал едно 10 емисии со вас на така. Ај вратите ги, дајте инсертивно што во оваа емисија. Ама сите ќе вратам. И гледате, сега ви излага, тој со кој сакате да коалицирате,
на еден подкаст. А кој ви вика дека јас сакам да Се коалиција? понудивте. Јас се понудив. Па еве го статусот. Ајде да ви изненадам малку. Уште колку да го... Ајде да ви изненадам малку. Изненадете ме. Само дозволите ми да кажам една цела реченица. Ама не, зар ова не е... Знаејќи Ова- колку сме искрадени на изборите, на сите сме им интересни за коалицирање. Добро. Верували или не? Знаат многу добро колку сме искрадени, тоа го признава. Добро. И јас тоа го проштевам, бидејќи Добро. мислам Добро. дека треба да се оди напред, дека Добро. мораме да ги пласираме нашите идеи. Не само идеи, туку Интересни сте навистина, и на да, овие- и на овие на мон- сите и сме на им овие интересни. монструмите што ги И на пишете? тие сме им интересни, добро. вклучително на сите Добро. сме им И сега интересни. преговарате со сите. Најмногу преговараме Со кого? со неколку точно 5 на број мали партии. Добро. Скоро секојдневно сме на линија. И не ви успеа тоа. Тоа беше пред 2 месеци. Не, Преговарате. ја си дека Добро. разговараме. И зашто Значи, не се договарате? Се договараме, И колку одиме ќе те- чекор по и чекор, колку еве ќе- сега и колку ќе испреме некој тежите- меморандум. Нема да тежите и така 2000 натаму. гласа, ќе тежите 5000 гласа. Толку тежите Е, комари па за да партија. не тежиме, да не испева некој вака на емисија, ќе си тежиме 380-450 илјади гласа. Со кој Ќе кител? видиме. Со Бицкоски Ќе кител видиме, коалиција? ќе видиме. Глас за Македонија, знаејќи колку го искрадоа, Завчера- е интересен за завчера- двете компании. Завчера Христијан Мицкоски имаше настап во Канал 5 телевизија, кај што имавте вие со Горан Милевски, кај што вели дека од Мислам вчера беше настапот, не сабота завчера. снимаме, утре емитуваме емисијата, затоа велам завчера. Аха, аха. Да. Кај што вели дека не може председателот на Државна изборна комисија да спречи фалсификат, но може министерот за внатрешни работи и министерот за правда. Значи, председател на Државна изборна комисија и министерот за внатрешни работи Наки Кјулев бе од ВМРО ДПМН. Тоа значи дека ако ве краделе, може да ја крадете преку Министерство за внатрешни работи или да го спречат крадењето на изборите. Да, јасно ми е тоа сосема. И зашто би коалицирале со една од двете партии кои ве краделе? А преговарате со двете партии? Чекајте, прво. Нели сте принципиелна? Прво. Нема, нели сте Прво. принципиелна? Првиот принцип сега, во овој момент, ние сме опозиција, Васко. Ако вие мене ме крадете, јас ко принципиелен човек, не сам да ве видам, а не да преговарам. Чекајте, Вие му ако е отидовте, така, ја не треба да излезам во улица, колко се не треба да видам. Вие му отидовте на Мицкоски у канцеларија и се договаравте и ги бойкотиравте изборите во Штип. Ама вие Зашто ги бойкотиравте? или не сакате Зашто да ги разберете, бойкотирате? или сакате да манипулирате. Имало пандемија. Значи, 31 Имало октомври, пандемија. Така? Васко, ќе дозволиш да кажам една реченица од дека? Кога бе изборите во Штип? Грчево? Не знам, некаде во ноември беа. 11 декември. 11 декември. Една не знам. недела, така. една недела после изборите во Штип. Сега стоп. Ама една недела после. сега стоп. Добро, еве стоп. 31 октомври, Грчево. Глас за Македонија држи централен, па не ми давате да докажам. Ама не можете у моја држи емисија, централен не можете совет. у моја емисија да ми кажувате стоп. Ама- Можете дома, можете у партија. Мене не Ама може. сакате да ама ви мене кажам дека не можете- временската оска ви е погрешна. Не можете да ми кажувате стоп. Значи мора да се соземите. Значи мора културно Па да се вие, не можете ја стоп, не знам можете каков стоп. напад Кој напад? фронтален, Ако во кој што ми велите, ако некој не дека се не сум согласува, способен ако лидер, некој не дека се треба да се согласува, тргнам од ама ако лидерско некој не се место, согласува со вас, дека сме... ако некој не се согласува со вас, тоа не е фронтален напад. Тоа е Едноставно- фронтален напад, едноставно- бидејќи е манипулација. Добро. Вие не дозволувате воопшто Се извинувам. ниеден аргумент да ви се каже. Сакате да кажете- Во оваа држава секој може да каже дека не фер биле изборите, Добро. освен Солза Грчева. Овие бројки се неточни бројки. Неточни бројки се. За Глас за Македонија се неточни Добро, колку бројки. освоивте гласови на изборите? 14.000 ни се украдени само во ДИК. Е како ги измерите? Само во ДИК. Е како ги измерите? Па мислите дека Не, немаме не, ние како ги луѓе во измерите? ДИК? Знаете, Немаме ние луѓе во ДИК што ни ги кажуваат работите. Но оние рибарски приказни. А може ви Знаете, личат. Во понеделник на Сабајле... Не треба да ви личат. Во понеделник Прочитете го изборниот закон, ќе видите внатре се кријат кражбите. Во понеделник на Сабајле сите по 50 кила риби имаат фатено, ама во недела ако се на риболов не имаат фатено ни една риба. Така и вие, во понеделник ден после изборите имате украдено 14.000 гласови, а у недела вечер на изборите имате 2.800 гласови. 0,30%. Што е грешно во тие бројки? Дали се тие официјални бројки? Дали вие верувате? Грешно е ја што мислев дека вие имате еден позитивен однос кон Глас за Македонија
и кон мене дека ги цените квалитетите на таа партија. Јас кон вистината имам однос. Вистината е лажен, лажни избори. Тоа е вистината. Ама може да не ви се допаѓа вистината, Грчева. Не. Ама не можете да ја игнорирате. Вистината во ова крадлива земја која што е на 111 место по крадење. Не крадат избори, крадат само тендери. Значи, ние сме на 111 место, бидејќи вас ви украле на изборите. Не, туку. Но меѓу другото, ова земја е потоната во кражбе, избори, ке кради на попис, во све ке краде, во све ке краде. И не сте излегле на избори. Но не ми дозволувате кучната работа да ви ја кажам, а ви интересира очигледно. Кажете. Рековте кога во декември биле изборите во Штип, така? На 11 декември. Така. На 31 октомври, Глас за Македонија ќе ви го посведочат, тоа 60 луѓе присутни на тоа онлайн централен совет што го имавме. Ние експлицитно одлука донесовме дека во Штип нема да учествуваме. Значи го донесовме како одлука. Ова со Мицковски е далеку после што го кажувате. Уште ви важи таа одлука дека нема да учествувате? Прошлите избори, да, во Штип и Пласница, каде што, пазете, некој се изживува, мора да го тргне баш тој градоначалник и да предизвика избори. Баш тој мора да стане министар. А зашто да не од толку многу народ што има во СДС. Не, ама зашто да не мора да стане? Затоа што ги загрозува здравието на граѓаните, ете затоа. А тој беше на комисија за транспорт и врски во рамки на СДСМ. Па што? Кај тие монструми нели со кои сте биле во коалиција 2014 година. Не сите, пазете, не ми се за сите, не мислам ја монструми. Пазите, прво гемено партија има луѓе од СДС. Прво таа формулација што употребувате е толку невкусна. Па вие на таа листа сте станале пратеник. Вие видовме кога отидовте сами како поминавте. Вие станавте пратеник на таа листа. Со Нано Ружин, така ве знам, така ве запознам. Со Нано Ружин ви имате пресконференција под знамето на ЛДП за образование на вистина. А вие Горан Милевски се претворите овдека во денеска. Изгледа не е случајно после Горан Милевски што закажавте емисијава. Не, ние имавме закажано интервју пред да одите на Самовистина. И се договоривме после Самовистина. И повторно гледате со навреда. Ако некој не се согласува со вас, ви имате потреба да навредувате. Не. Со што јас со ништо... Знаете, јас овде сум во дефанзива исправена пред овие се монструми. Едни манипулации големи. Ама што во емисијата ви е изманипулирано? Освен дека ви кажам дека сте освоиле 2801 глас. Па тоа го знам. Нема потреба да ми го кажувате. Толку ли ви е проблем да се соочите со тоа? Но, ајде направите ми сега пазите, еден референтен систем во оваа држава. Горан Милевски. Во кој што некој... Јас сум бил како Горан Милевски. Па јас не реков дека сте вие како Роза Каревска. Не реков дека сте не знам како било кој некој друг. Не реков дека сте ко Софија Куновска. Јас со вас дебатирам ко Солза Грчева, која помина лошо на изборите. И од која што барате да се трне од лидер бидејќи не ја бива, така? Не, јас велам ако се овие неспособни, а се неспособни. Ама кој е тој што смее да се меша? Мене и за Христијан Мицковски ми е чудно, само луѓето внатре у партијата можат да му кажат. Кој е тој што смее да се меша во внатрешните работи на една партија? Може би намерно сака да пропадне партијата. Еве со неспособен човек како јас. Решила да се самоубие на отворена сцена. Кој смее да му се меша на Мицковски освен неговите луѓе? Јас не се мешам во вашата партија. Кој? Еве како импутирате, зошто не се тргнете ви то не партијата? Јас ве прашувам, дали после таков изборен дебакал понуди веднаш оставка да ги донесам луѓето дали после таков изборен дебакал, а за мене е тоа изборен дебакал, во ова чиста, здрава држава, со ваков изборен законник, со ваков изборен процес, вие мене ме мерите дека ние сме страшни губитници. Па тоа е најголемата манипулација. Тоа е најголемата манипулација. Што вам присвестви иде дека Гадо добил повеќе? Да. Па видете, мене утрин да ми се јави. Не сакам да го злоупотребам човекот. Гадо имаше јасна програма, се обраќаше на јасно дефинирана целна група, имаше јасно дефинирани гласачи. Па да. Аха, добро. Бугарофили повеќе гласа за Гадо отколку што гласа македонци за вас. На жената која 3 години водеше патриотска политика. Тоа значи има повеќе бугарофили од македонци кај нас, така? Не, туку во еден момент тие граѓани на кои се обраќавте, не цена е дека треба да гласат за вас. Добро. Со нешто ги расколебавте. Сте ја промашиле стратегијата. Нивно право е. Ја не ви се мешам у партија, но изборот е.
и резултатот е дебакал и ве прашав, ако можете да критикувате се и секој. Ние изгубивме 3 пратеника, дали некој ќе верува или нема да верува, мене не ме интересира. Ама ми може да верувате у се. Може да верувате у се. Имате 2800 гласови. Мене ме чуди. Да, што ве чуди? Како? Не може да сместите една модерна, една партија со најмодерни концепти, плюс и патриотска партија која што ја боли се ова што и се случува на Македонија, да ја сместите во еден поширок контекст и да не споредувате со некој што ветува, пазите, добил многу повеќе гласови од нас, соба без гравитација во Кокино и брз воз во должина од 460, 50, 800 Тој човек км. освои 12.000 гласови. Па добро, сега тоа што ви кажува? Ама Што ви кажува тоа? Што ви кажува А тоа? вас проблем Што ви кажува Ама тоа? вас проблем не ви. Дека на луѓето им треба таа Ама вас проблем. во Кокино гравитационова соба. Не интегра. Не ви е ни СДСМ. Не ви е ни ВМРО ДПМН. Вас проблем ви е левица. Луѓето во Пасиев и во левица препознаа многу поголем лидер од колку што препознаваме вас. Нека препознаат. И тука вие потонавте. Нека препознаат. Вие изгубивте. Знаете, ова е мачоистичка земја. На жени не веруваат толку, не гласаат за жени. Значи вашите гласачи на изборите не гласани за ВМРО, не гласани за СДСМ, гласаа за Пасиев и за левица. И ако на некој треба да се Добро, лутите, за левица гласаа ВМРО-вци. и ако некој, па добро, вие се обраќавте на таа разочарана група во ВМРО. Сметавте Не е точно, кај мене има повеќе од СДС луѓе него ама од може вие ВМРО. да имате колку сакате од СДС. Вие се обраќавте на таа целна група со патриотска реторика, со националистичка реторика и ја промашивте. Гласовите ви ги собра левица. Тие освоја 37.000 гласови. Па не знам, вие да освоите се работи за 2000 луѓе што не знаеле 2 и 2 да соберат, бидејќи левица не беше присутна на бојкотот на референдумот. Сега Кога го видовте на трибина? Уште едно навредување. За левица Зашто гласале навредување? луѓе кои не знаат 2 и 2 да соберат. Па не Значи, знаат. сите што Па не не знаат. гласале за вас, вие ги навредувате. Грчева. Чекајте. Ама нема крајова. Чекајте. Ама по таа точка за патриотизам. Толку ли значи се? нема спорев тоа. Па ви- Може би е левица многу Грчева. подобра од нас во работнички Вие нема- права. Може би на таа карта ги собрале гласовите. Значи, левица си гласат и сега гласат луѓе кои се антиестаблишментски, кои сметат дека треба да дојде нова една енергија, тоа што вие го правихте. И не успеавте до крај да го направите. Не ве препознаа. Добро. Ја препозна левица. И немам ништо против. вашите гласачи И честитам на вашите левица. гласачи Мене ми е драго вашите што влезе и гласови некој друг. Не се украдени. Туку се отидени кај левица. Не, Тука е целата украдени работа. се И вас ви е проблем. Нас, ние точно знаеме Вас кај ви ни се е проблем отедени да се гласовите. соочите со тоа. Не се отидени кај левица, бидејќи и на левица и украдоа гласови. И измислувате кој Љубе Бошковски. Не е точно, и на левица и за украдени гласови. И сега чекам кој Љубе Бошковски 2002 да излезете да речете, знаете, со едно пенкало се заокружуваше тамо, тоа пенкало не тоа го кажеше Љубе Бошковски, и секој кој губи ги кажа тие ловачки или рибарски приказги, дека еве се бришало мастилото и они тамо на Не, но не можам да замислам кај што наш пратеник на листа, жена му, децата, комши, роднини гласали, имаме 0 гласови на тоа избирачко место. Не можам да замислам да навечер во Штип од едно избирачко место ни јават дека имаме 28 гласа, утрината 2 гласа. Во Прилеп на 3-4 места имавме потполна иста бројка како левица, утрината 1 глас, ние тие 10. Значи, имаме сознание од терен многу. Грчо. Многу. Почнеме за пописот, отидовме во една сосема друга крајност. Мицкоски имаше настап на еден подкаст, кај што кажа 3 работи. Не сум го гледала, вие го следите Мицковски, еве ја не. Па јас ве следам и вас, и Мицковски, Добро. и Не Милевски, сум го гледала. со кој ме споредивте, Добро. нели? Тоа ми Тој е ви работа. грешката го следите. Мислам, не знам што ќе следам. научите од него. Па ја не следам за да научам, следам за да ве слушнам. Добро. Сум учел на Добро. факултет Добро. и учам од мојата И осознан набрана. ништо не научивте од предизборната кампања, бидејќи, еве овде на ова место кога дојдов, на Интегра и дадовте можност, до душе тој си избори со многу викање, да протне тука некои како? идеи од неговата програма, Грчева. а јас не успеав Интегра- 3 збора да кажам од Интегра- нашата Интегра понуда. беше толку нервозен на интервјуто пред изборите. Знам, тој цело време се брише. Што се ќе почита. искршаше масата. Па знам. Како сум И што можел? сега треба ја да ја кршам масата за да успеам да кажам два збора? Како сум можел да му дадам простор. Немојте да барате вина на друго место. Вината ќе се побарате кај вас.
Добро, виновна сум, Значи, неспособна ама сум, не, вака, како знаете- ми рече Милевски, од кое семејство си ти, ма, пазите од моето семејство и неговото. Ништо не си ја знаеш работата, ма, Грчево. на работа, Денес на сме- факултет. денес сме сабота. Значи, на тоа ниво спаѓаме во емисијава, така? Денес сме Ајде, продолжите. Денес сме сабота. Ајде, продолжите во тој стил. Ама не, денес сме на сабота. Милевски. Денес сме сабота. Продолжите. Ви имавте дебата со Милевски во вторник. Добро? 4 дена. Да, не може да се смирам. Вие не може да се соземите. Не можам. Знаете зошто? Не може. Ако ми дозволите повторно да кажам. Но кажете. Затоа што понекорумпиран човек од мене, за жолта банка не сум зела никому, сите ми должат. Секому сум поклонувала кога сум можела. Тој импутираше дека јас сум зела помеѓу 100 и 300.000 евра за да влезам во собрание. Значи, тоа се криминогени ликови на кои што им нуделе пари, очигледно, а мене никој не ми ни понудил пари. Добро. Кажавте. Јас од тоа не можам да се сосетам. Добро, еве не кажам. можам. Тоа на вистина ме здоболе. Но тоа- Друго ништо, се му светам на примитивизам, Но тоа незнаење, не ви- неписменост и Но така. тоа не ви натаму. дава право. Но тоа на Но тоа вистина не ви ме дава повреди. право да нарекувате монструми. Да навредувате. Ма немојте. Па не ви дава право. А му дава право Напасиев Не, не. да вели К со 3 точки. Аха. Му дава право да вика крв децата да ви пијат, Значи сега да сватив, ви плукаат. значи сега свативте дека треба да го Аха. смените вокабуларот. Не, нема го сменам. Не, нема сега Нема сватите. да го сменам. Видите, Нема дојдовме- го Значи сменам. дојдовме до точка Не, кај што нема вие го сменам. дојдовме до точка. Туку народот да се научи да разликува сено од слама. Значи дојдовме до точка кај што вие всушност сама сте свесни зашто сте изгубили на изборите. Дека вашите пораки не стигнале до таа гласачка база. Чекајте, ја потеклам од Дебармало, така? Живеам Ама цел вие живот не во се Дебармало. обраќавте на Дебармало. Ако сакам да пцујам како него, ќе пцујам, нема да ме сопрете до утре. Дебармало не сакам да ве пцујам. гласа. Вие се обраќавте на една незадоволна ВМРО-вска публика и тука промашивте. Значи не можете Не со вашиот точно. стајлинг, со вашиот речник, со А вашата што да се лексика. избушавам, да се направам? Ја промашивте стратегијата Грчева. Никој не ви е виновен. Ја ви реков во што е мојата грешка и првата анализа во партијата направивме на моја основа. Од на левица, моја сметка, тој јас од ја левица, правев што анализа. пишува К па 2 точки па Е. И тоа ве одушевува, Не, така? ја не сум гласал, не може, но таа публика на која вие се обраќавте, тоа сака да го слушни. Вие не можете да одите, значи вие не можете. Очигледно се вие не помалку можете. луѓето кои што, како да ви Ама кажам, вие не кои што можете- сакаат цивилизиран Не, однос, туку кои што таа- сакаат туку концепти, таа публика- процеси. таа- Еве, а и вам ви се обраќав. Таа публика На таква публика која како вас сака, сметам. таа публика која сака тоа да го слушни, гласа за други партии. Ако да А не вие да си сте во гласани, конфликт направо е со тоа. тие партии. И сега Не вие сум во конфликт, Да, во пазите. конфликт сте. Но не, Вие сте биле но дел на не таа можам партија. да се тргнам. Сте биле на листа на таа партија? Сте излегле. Што очекувате Чекајте, дека имам ја многу пријатели, па ја Ама ја имам не и во велам семејството. дека, ама ја не велам дека вие, СДС. ја не велам дека вие треба да земите Калашников па да ги убиете. Но ваквите но примитивни вие- ликови како овој што беше значи, некни, много повторно и тоа. Лидија Димова со Ама криминал ама што много се бави, повторно тоа. кој што истиот репертоар ми го сервираше во 2 емисии. Значи, Грчева, Не можам друг вие збор имате да најдам можност- за нив. Вие имате можност да Не кажете можам. ваш став. А вие имате потреби после 4 дена да ги напаѓате луѓето кај што во некоја друга дебата, на друга телевизија сте имале конфликт или сте имале дебата која сте Не, изгубиле. имам потреба да ги напаѓам заради Зашто? водењето на државава. Зашто? Имам потреба да ги напаѓам бидејќи јас сум полна Грчева. со документи дома за нивните кражби. Видите, Грчева. Вие немате можеби такви документи, јас имам. Ако некоја дебата, Јас имам. ако не, Јас сум бесна зошто мојата држава нема се уште вакцини. Добро. Јас сум бесна како смее да излезе министарка да не прави будали во очи и да не вика први ќе набавевме, ама не ќе да експериментираме. Значи цел свет експериментира. Таа министарка ве стави на листа? Ама не е важно. Ама не е важно. Не, дали таа министарка- Ама тотално Ама не, не е важно. дали- Еве ме стави. И? Што е важно? Што се ја треба фала цел живот да и викам? Грчева. Па таа ми е сега министарка. Грча. Имам право да кажам за незиното работење, како? Да, имате апсолутно. Како? Но дали таа жена ве стави на листа? Да, веројатно. Дали вие важевте во таа поделба Заев Шекеринска за човек на Шекеринска? Не сум многу сигурна, ова 5 пати ме прашувате, бидејќи преку 2 линии ми дојдоа Па понудите. вашиот настап, значи вашите настапи на социјалните мрежи 2014 година беа напади
На Наташа Савова беа напади на Бранко Цренковски. Ја Наташа Савова не сум ја спомнала во живот, нити сум ја сретнала личноста, нити ја знам. Да, имате барем едно 5 Facebook За статуси. Наташа Савова? Да. Не ја знам. Ама имам све документирано. Да, тоа е проблемот кај мене што јас Па не знам ако ми го пробиле профилот, па пишувал некој што документирам сака. све. Наташа Савова не ми е во видот. 2014, 2014 да се додворите на тогашното раководство на СДСМ ја фрлавте дрве камења по Цренковски по екипата на Цренковски. Не, јас велев дека треба да дојде до смена во СДС, тоа го велев. Грча. Нити нема директни напади на Бранко. И вие станувате на предлог на Шекеринска на 6-то, односно 7-мо место на пратеничките листи. Добро, на 6-то. И станувате пратеник. Добро. И сега тие луѓе кои ве направиле Добро, човек ме направиле, пошто претходно бев клошар. Пратеник. Бев проректор, бев професор во сранство и така натаму, бев клошар. Ги нарекувате и они ме направија човек со тоа што бев пратеничар. 1 од 120, заедно со Амди Бајрам. Што ја мислите, дека е таа функција некоја голема функција? И вие што направивте? Голема функција мислите? Бевте една од трите личности кои влегува во парламентот. Добро. Па што? Значи сите други не влегува. Да. Вие како подобранец дојдени во СДСМ. Зошто како подобранец јас си работев узорно 6 месеци не излегував од Бихачка не излегував. Од кога ве од кога ве членската карта? Немам членска карта. А немате сте биле ставени. Не, сум била ставена. Како подобранец. Зашто така ги сметате луѓето кои заслужиле? И мене сега во листите пола луѓе нема членска карта на глас. Па затоа и се борам. Затоа освоивте 2008 согласие. Затоа? Затоа освоивте 2008 согласие. Па нека освојам и 3, ама принципот ми е битен. Побитен ми е принципот. Изборите го изнесли, уште помалку го освоите. Значи, вие како подобранец ве ставаат на листа, прва работа што правите. Ама зошто ме навредувате со зборови како подобранец? Не ми јасно. Па не сте дел на партиска структура. Најдобрата не сте дел на партиска најдобрата програма што ја добија беше за образование и тоа тие го знаат перфектно. 30 советници секоја вечер се собиравме и фала им. Тоа беа вредни, исклучително паметни луѓе, произведовме нешто најдобро до тога што го виделе. Значи, место Мила Царевска требало вас да ве стат министар за образование. Апсолутно, но јас сега немаше да влезам. Каква Мила Царевска можела со мене да се мери у образование? Мила Царевска ја нарекувавте дека не се не знае од образование ништо. Тоа е како јас ја да влезам у труд и социјала. Што би преговарале ли сега со Мила Царевска за нешто? Што да преговараме? Па не знам дали би разговарале за некој проект. За проект? Да. Ама не, видите, вие не знаете како одат очигледно проектите. Проектите се европски. Тие ги распишува Министерството, а ве цени некој во Европа. Ако ми даде Брисел проект, ќе го работам. Мила Царовска не е во позиција да ми дава проекти. Ништо не знам, но ве прашав, дали вие на некои проекти би соработувале сега со Мила Царовска? Ако Мила Царовска побараш, ова одговорно го тврдам, помош за ова избрзана реформа, која што на ништо не личи, ќе упропасти генерации, твоите деца ќе ги упропасти, мој ве поминаа веќе. Значи, немаше да преговарам, ќе се понудев со експертиза да помогнам да тона рудло се тргна од маса. Затоа немам комплекс, се работи за моја држава, за мои деца, за мои генерации. Вие нарековте Мила Царевска неспособна. Да. Апсолутно за работата на која што се нафатила. Со која не би разговарале. Видете. Значи тоа е ваша формулација, така? Немам што да разговарам. Ето така. Можам само да работам ако сум била понудена да Грча, помогнам експертски. Вие сте работеле на проектот ова обвинија, компјутер за секое дете. А повторно доаѓаме до нивото на Милевски и на Димова, пошто само од нив сум ги чула тие работи. И тоа монструм ми се однесува на категорија као нив. Океј. Компјутер за секое дете, кој е проектот? Така. Кој е министар за образование? Не го водеше Министерството за образование, да ве коригирам, го водеше Иво Ивановски. Иво Ивановски. Но кој е министар за образование, бидејќи сепак компјутер за секое дете е образовна програма. Кој е министар за образование? Значи ве враќам. Не ме интересира, водеше човек кој што не беше никаква квалификација немаше. Како компјутерски експерт. Но кој е начело на министерството? Тодоров кој што немаше никаква квалификација да биде. Не беше Тодоров, кој беше? Сулеман Рушити. Рушити. Знаете ли што има завршено Сулеман Рушити?
режисер. А чекайте, не су зборала за сите од нив? Знаете ли кој беше после Сулейман? Ама чекай, не су зборала за сите од нив? Беше Петар Стојановски или Перо Клинтон. Страшно. Амбасадор што отиде и во проневери Австралија, таму, што украде и компјутери. И сексуална афера. Афера, така е. И не само тоа, јас дам и други работи за него. И вие со нив работевте на компјутер за секој дете. Па сега ова се, значи, подолни работи од Лидија Димова и од овој. Не дозволувате никако да ви објаснам дека тоа имаше две компоненти. Значи, ние, као стручен тим, во кој што беше и мојата ценета професорка Словенка Маргита Ком-Поповска со никаква партиска определба, јас со никаква партиска определба. Анета Бучковска, бившата сопруга на Бучковски, и плеада други кои што во моментот имавме големи проекти, баш компјутер секој дете, европски проекти имавме. Бевме повикани за дигиталните содржини. Не послушаа. Ние не бевме вклучени во тендерите и од кого ќе набавуваат они компјутери. Компјутер за секое дете. Еден од најкриминалните проекти. Ама јас ли сум учествувала во криминалот? Да, не, вие сте биле дел на тој проект. Леле, ова е Васко, мислам, Ама Грчева, да не изиграм Ванковска, да напуштам емисија. Зашо би напуштиле? Ви објаснувам. Знаете зашо напушти Ви Ванковска? објаснувам како на човек. Знаете ли зашо напушти Ванковска? Ви објаснувам, не ме интересира за неа ништо. Зашто е рекол дека апсолутно ништо не ме интересира за Ванковска, грешка што го споменав името. Добро, еве, го заборавам името. Го заборавам името. Ви кажувам дека ни во една секунда не бевме консултирани какви компјутери, по која цена, од кого ќе се набават, туку дали по физика ќе биде за гравитација добра содржина или за електрицитет. Ете до тоа ниво беа нашите консултации. Многу се изнервирате. Ба, знаете, Знаете кој ќе ве соочи некој со вистината. Не е со вистината, со лагите, Васко. А, со лагите. Со лагите и манипулациите. Јас не верував и не очекував дека вие ќе повторувате оно што Лидија Димова го кажува, човече. И ово несрекник некој. Јас само кажам дека сте били дел на тој проект. Па не смеете тоа, па мислам 100 пати сум ви објаснила. А зашто да не смеем, Грчева? Не смеете, се смеете, апсолутно смеете. Зашто да не смеем? Не Па вие смеете. можете дома да кажувате кој што Ама смее. јас сметав дека вие сте многу интелигентен човек кој што може да ги раздвои тие Значи работи. сега сум неинтелигентен човек. Не, јас, па видете, ако јас сега не сум за лидер на партија, и ако ние сме тропаџос по секоја цена, па сега зошто би ценела некој кој што вакви навреди ми фрла? Пред 2 дена не се навреди, значи вие само изгубивте катастрофално на изборите. Тоа не е навреда, тоа е сочуване со реалност. А тоа е најтежок процес во животот на еден човек да се соочи. Зошто? Со реалноста. Не, јас сум имала многу потежок процес кога ми починало дете. И кога ми починал татко на 51 година. Ова за мене е смејурија. Тоа се различни. Ова е многу смешно за мене. Јас приватно Јас тогаш сум имала потреси, ова не ми е ништо. Ова ми е забав. Јас говорам тука со Солза Грчева, лидер на за да одговарам на манипулации ми е забава. Вие пробувате сега да вметните емоции. Јас нити имам емоции за луѓе во емисија, ниту сакам... Зашто повторувате работи кои што... Знаете дека најдолното милје осудена оваа со обвинение, тоа го збореше, и второ овој несрекник што го стајле случајно министар друг, сте чуле некој паметен човек од СДС да ми го каже тоа. Сум била со сите поред на дебати, ми го кажал некој од нив тоа. Овие најдолни личности. Вие сте биле на 6-то место на листа? Па што? За пратеници 2014 година? Да. Лидија Димова била на 7-мо. Да. Ја Лидија Димова во живот не сум ја видел. Па зошто ја цитирате? Вие сте трчале кампања. Па сме трчале? Сте биле колешки. Апсолутно. Сте биле пратенички. Сте се дружеле. Не сме се дружеле. Сте се скарале, сега ги пишувате монструми. Не сме се дружеле. Заборавите. Као овој Горан Милевски, сте учествувале на партиски трибини. Те сакале да бидете дел на партија, па сте преминале во СДС. Ма немојте бе, молам, кај си преминала. И сега вие мене, значи вие со нив сте биле... Сите можни лаги и манипулации од кујната на СДС. Значи вие сте биле... Затоа никош нема да коалицирам со СДС. Затоа со црниот ѓавол ќе коалицирам, за да не ми се повтараат вакви лаги и невистини. Па и треба да... Со црниот ѓавол. Ама... Ние мора да излеземе на политичка сцена, да покажеме
Колку сме различни од сите овие што ги спомнувате. Па вие и треба да коалицирате. Ке коалицираме. Бидејќи знаете, ние мораме да направиме обединета опозиција. Има ли поприродна коалиција помеѓу губитник и губитник? Најголем губитник изминатите 4 години е Христијан Мицкоски. Вие сте губитник на изборите, нема ништо поприродно губитник да коалицира со губитник, да се тешите, да говорите за таджикистански, за талибански избори. А вие го цените добитникот Заев, што ви промени име? Го цените? Овде плачевте некти со Влахов мислов дека ја губиме државата. А вие Грчева, го цените, Заев. А вие со Мицкоски ќе обратите. Го цените што ќе ги брише фашистичкиот окупатор бугарски. Не, јас сум вело. Губитник коалицира со губитник. Не, го цените вие Зоран Заев. Не, го ценам. Па тоа се тие луѓе во Македонија, да измислиме трет, Мицкоски, значи името е сменето со правење и со неправење. Па вие имате 500 пати кажано. Тоа е точно и се што за тоа. коалицирате со тој што помогнал со неправење да се смени името? Што се нудите? Знаете, не се нудам прво никому. Како не се нудите? Па тој човек пред 2 дена ви кажа дека и локалните избори ќе бидат фалсификувани. И дека ќе ќути меѓународна заедница. Па го гледавте. Ве прашав дали сте огледали интервјуто. Видете, па го гледавте. Моето искуство од овие избори, изборите се фалсификуваат кај нас. Ако не бидат набавени фингерпринт терминали, треба да бидат направени. Ќе бидат ја би одела и чекор потаму треба да има камера на секоја кутија. А треба ли во закон да стои дека вие мора да победите? Не треба. Па вие само на такви избори кои учествувате. Да имаме. Значи треба да стои закон, ако не победи Солза Грчева, изборите се фалсификат. Зошто мислите така? Јас никаква функција за себе не барам, ни на локални нема да бидам градоначалник. Не барам да бидам. Ама вие сте толку желна за функција. Јас? Да. Преку деца газите да за видиме функција. дали ќе се кандидирам за градоначалник. Значи сте на трибина на ЛДП? И одите во СДСМ, бидејќи ви е подобитна комбинација, ви ветуваат место. И ви го даваат тоа место. Не, ништо не ми ветија во тој момент, кога влагате у парламент. Луѓето одлучува да го бойкотираат парламентот. Добро, нема право. Вие влагате, заборавате дека тие ве ставили на листа. Што ако ме ставиле, јас си бев народен пратеник и си одработував работата подобро од колку може да бидете народен пратеник сега? Како не? 2800.000 гласови. Толку вредите. И тоа низ цела Македонија. За вас лично нема ни 1000. Добро, Васко, друг пат немојте да ми се обратите за ниедна работа, А зашто ви сум се обратила за животот? Било што за мислење. Нема, зашто јас за мислење да споделиме. Зашто сум ви се обратила за животот? Бидејќи вие сте имале всушност потполно исто мислење како криминалците што ме напаѓа. Сега гледам дека јас на оваа маса не сум имала еднаков третман, дури ни со попот од Интегра, бидејќи тој успеа да каже нешто од програмата, а никош ништо. Јас овде сум вреќа за боксирање, тоа нема да го дозволам друг пат да ми се случи. Нема да станувам да имитирам разни овдека губитници кои што бегаа од маса, но ќе си дозволам да не гостувам на вакви емисии, каде што вие сакате една теза да пробуткате дека јас се лепам сега за ВМРО, кога ви велам, знаејќи колку сме искрадени, од секаде имаме понуди. Овие денови не можам да кренам телефон од понуди. Ова е вашо? Значи, да, јас повикав на обединување и стојам за тоа. Ние треба да се обединиме. На опозиција. Апсолутно ова зло да се трне што се нарекува Зоран Заев. И вие не се нудите на ВМРО. Јас се нудам да се обединиме. Не. Условите не се напишани тука. И вие не се нудите. Условите не се напишани тука. Како ова го толкувате? Нема што да го толкувам, јас сум го напишала, вие толкувајте. Јас ова го толкувам како нудење на ВМРО да помане. Една од двете партии кои ви искрале на изборите. Чекајте, бре, човек. Кој што имала председател на Државна изборна комисија. Кој што имала министар за внатрешни. Кој ги направи овој човек сега на власт, ја не се симнав одговорници, спиев по разни соби каде што бев прислушкувана во време на бојкотот. Сите пари од дома ги потрошив за тој бојкот. Ја ли тој монструм ќе го поддржувам, што ме унижи на јавна сцена. Тој кој што ведне кичма секаде кај стигне, кој што не знаеме што ветил и во Бугарија. Зошто мислите дека оној Клован Каракачанов ни се подсмева секој ден, бидејќи има материјал да ни се подсмева? Грчева, бидејќи вие сте кадар на Радмила Шекеринска, и Радмила Шекеринска ве стави на 6-то место. И да, и сега што? На пратеничка листа.
2008 година, каква кампања водеше Радмила Шекеринска? Како каква кампања Кој водиш? беше лозунгот и слоганот на кампањата на Радмила Шекеринска? Промени за нов почеток. Одлично ме подсетивте. Промени за нов почеток. Што променија? Што променија? Намалија администрација? Не грча. Намалија корупција. Што направија? Они се неспособни. Департизира држава. Они се неспособни. Не, они уништуваат држава. Ја уништуваат криминални, неспособни, така натаму. Не обезличија, све е така. Но Радмила Шекеринска 2008 година вели дека за 6 месеци ќе станеме членки на НАТО. Станавме за 6 месеци. Како може да се стане членка на НАТО ако не се смени име? И вие прифаќате таа жена да ве стане на 6-то место на изборите 2014 година. Вие знаете што зборела 2008 година. Извинете, овој проект јас не го знаев. Како не го знаете? Кога ги дознав визурите на тој проект, мене ми се стемни. Па зашто не станавме членка на НАТО 98 година, 2002, 94, бидејќи се бараше се смени име. Чекај, да они сите ветуваат дека ќе станеме членка на НАТО, ако отворите и програма на ВМРО, ќе видите дека и Груевски викаше дека ќе станеме членка на НАТО. Кампањата на Радмила Шекеринска беше Груевски никола не се пааше од женска сукња и за 6 месеци ќе станеме членки на НАТО. Што значи дека она велеше за 6 месеци ќе осменим името. И вие бевте на листа на таа партија. Ерго омнес дека ќе го сменат името. Немојте сега, ама немојте сега патриот. Немојте сега патриот да ми глумите. Јас глумам патриот. Немојте патриот, вие сте биле на листа на партија која ветувала промена на име. Дали мислите дека јас глумам патриот? Не, туку вие сте во состојба вашиот патриотизам да го ставите на страна за место никогаш го немам ставено никогаш. Да? Никогаш. И тоа го препозна гласачите. Кога бев во собрание, дојде двојазичност и тие веќе беа влезени во собрание. И затоа освоивте 2008 Нема шанси да се каже ништо, мислам, навистина жално. Не, вие си држите една теза, јас се осеќам како глумец во филм чие сценарио не го знам. Утре ќе ме сечете, ќе ми ставате зборови и така натаму, а јас не ја знам тезата што ќе ја терате. Цело интервју ќе го пушта. Што сакате можете да правите, јас нема да го гледам. Еве со задоволство ги гледам сите ваши емисии, апсолутно. Али ова интервју нема да го гледам, бидејќи сум нападната на ист начин како од оние што ги нареков монструми во овде. Значи, целиот арсенал ми се испостави дека сум корумпирана, дека трчам по функции. Јас еве нема ни градоначалник, ни цаткам премиер, ни министар, ништо не ќе да бидам и тоа отворено го знаат сите во мојава партија. Дека они сите сакат нешто да станат јасне. Ама како ќе бидете премиер со 2800 освоени гласови? Чекайте, може јас да сакам. Вие може да бидете премиер дома. Ама може јас да сакам. Дома, ако сте двочлено семејство. Ама јас може да сакам. Како ќе бидете премиер? Се извинувам. Чекайте, во вединете опозиција, да видиме што ќе се случи. Јас се надевам дека некои мои луѓе не јас ќе бидат министри во таа во обединета опозиција. Не, јас сакам некои мои луѓе да станат министри во таа влада. Се надевам Дарчева дека ќе ви се остварат. Не, вие ништо не се надевате за нас. Не, вие се надевате за возовите со светлосна брзина и без гравитација, и дека децата крв треба да ни плукаат, и дека името добро е што ни е променето, и дека Бугарија добро е вака што ни завркава. Вие сето тоа повеќе го цените од еден чесен човек, од еден умен човек, кој што знаете да му ги повторите истите малумности кои што ми беа некни сервирани на отворена сцена. Ви благодарам. Се надевам дека добро ќе ви одат гледаноста на емисиите и ова ќе ви биде гледана, бидејќи Волку Шамари обожава народот да гледа, веројатно ова ќе е погледана од емисијата, кажу што се обидував конструктивно да кажам нешто за програмата, а не ми беше дозволено. Значи, овде каде што сум предизвикана со вакви долни работи, ќе ви биде најгледаната емисија, верувајте. Нашиот народ сака да гледа скандали, толку. Паметни луѓе не сакат да гледат. Се надам дека ќе бидете премиер. Бидејќи тоа значи ви благодарам, јас имам намера да одам на друга функција што сега нема да ја обелодена. Што е многу повеќе од премиер на Република Македонија. И тоа ќе значи нов тренд во политичките процеси во светот, кај што луѓе кои освоиле 0,31% од гласовите може да размислуваат да бидат премиер на една држава. Не размислуваат.
Зашто импутирате чак и тоа? Па вие кажавте, Реков- пред 2 минути дека не сакам да бидам министер. Не сакам. Па како ќе бидете? Народот ви кажа дека не сака да ве гледа у политика. Добро, еве јас ви кажам 0,31. дека не сакам ни вие веќе да ме гледате во ваша емисија. Јасно е. Пријатно, толку е. Не сакам веќе во ваша емисија да гостувам. Крај на приказна. Тоа беше интервјуто со Олза Грчева. Се случуваат такви работи, почитувани гледачи. Се случуваат и такви интервјуа. Тоа е ризикот на професијата. Тоа е всушност новинарската професија. Вие ќе прашате, а соговорникот ќе одговори или нема да одговори. Ќе се навреди или нема да се навреди, ќе се налјути или нема да се налјути. Ние само ги соочуваме со реалноста. Ние ги соочуваме со вистината. Некој тоа го прави подобро, некој тоа го прави полошо. Според ваше мислење, јас тоа го правам одлично. Ви благодарам за довербата. Ова беше интервјуто со Олза Грчева, ова беше емисијата во Центар. Ново дружење ви најавувам четврток 22 часот. До четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.